Одлуката за изборот на Талат Џафери за председател на собранието денеска е објавена во службен весник. Со тоа почнува да течат 10 дена рок во кој председателот на државата треба да го додели мандатот за формирање влада на лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој му достави потписи од 67 пратеници како доказ за формирано парламентарно мнозинство. Денеска се навршуваат 2 години од настаните во Кумановската населба Диво населје. Обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција поднесе обвиненија против 37 лица. Обвинетите ги отфрлија тврдењата на обвинителството и се изјаснија дека не се чувствуваат виновни за кривичните дела кои им се ставаат на товар, а дел од нив рекоа дека не биле дојдени во Куманово да војуваат и дека биле искористени за политички цели. Уставниот суд го смени дневниот ред за утрешната седница и ги стави иницијативите за бришање на членовите од Законот за локална самоуправа и од Изборниот законник кои го ограничуваат мандатот на градоначалниците и советниците на 4 години, кои претходно беа поднесени од Министерството за правда и од Тодор Петров од Светскиот македонски конгрес.